Пожарникари, авиони, пилоти. Нема што не ни фали за гаснење на пламените јазици што ги голтаат шумите низ земјава. Во моментов има 700 пожарникари, 200 од нив се во противпожарната единица во Скопје, а само во главната метропола недостасуваат уште толку за да се пополнат капацитетите. Кадар недостасува, ама се прават напори после изборите да се примат нов кадар, за да се појачи единицата. Недостаток на возила во нашата единица има и се прават напори да се набават нови возила, што ќе се појачи единицата после јуни месец. Ова отвара сомнеж дека на ниво на држава потребни се уште најмалку 500 пожарникари. Уште полоша е состојбата со бројот на пилоти во дирекцијата за заштита и спасување, што управуваат со 2 авиони и од воздух гаснат огнени стихии, кога теренот до настанатиот пожар е непристапен. Во моментов, дирекцијата располага со 6 пилоти, а во случај кога треба да се гасне пожар, обучени да танкираат и фрлаат вода, се само 2. Еден од пилотите смее да лета, но не и да гаси пожари, оти се уште не знае како. Останатите не смеат ниту да ги управуваат авионите. Од дирекцијата за заштита и спасување се правдаат дека прават напори целосно да се обучат 4 пилоти. Пилотите се секогаш потребни. За овие авиони е потребно да имаме секогаш пилоти нови кои ќе бидат на располагање за да се дообучат за овој вид на авиони. Ние имаме 3 пилоти и работиме на тоа да добиваме уште 4 пилоти за овој вид. Значи да ги обучиме, да ги ставиме на располагање и нив. Нејасно е како овие идни пилоти ќе добијат неопходна подготовка. Оти Центарот за обука, институција што едуцираше пред се пилоти на хеликоптери за сложени воени мисии, е затворен. Постои опција да се пратат во Шпанија, но обуката е прескапа. Во меѓувреме, пожарите не стивнуваат. Дел од нив се локализирани, но гори во Скопско, Штипско, Охридско, Гостиварско, Титовско, покритично е во Крушевско. Пожарите најчесто се предизвикани од човечки фактор. Разни причини, тоа се палење на стрништа од страна на земјоделците, палење на пасишта од страна на сточарите, заради огревно дрво, заради садење на печурки, пироманија и така натаму. Поради големиот број на избувнати пожари, на граѓаните им е забрането да се движат низ шумите, освен во паркот во Газибава и наводно. Казните за прекршокот на забраната и непочитување на законите се движат од 1500 до 2000 евра.